На крајот од емисијата денеска оставам ви простор да ги повикаме пред се сите млади од 12 до 18 години, поради тоа што има аудиција за еден мюзикл кој што од 2018 година секоја година во јули месец Аладин Јуниор е мюзиклот кој што вреди внимание. Сега кои се придобивките за младите да учествуваат во овој мюзикл? Инаку на 26 и 27 е аудицијата и ќе биде во Националната опера и балет. Така што слушате внимателно со Наташа Лалалчевска, таа е хорски диригент. Разговараме во продолжение. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам за отстапениот простор. Аладин Јуниор, од што имате потреба? Какви деца ви требаат од 12 до 18 годишна возраст да бидат дел од мюзиклот? Пред се деца кои ја сакаат уметноста, заради тоа што мюзиклот е склоп на сите уметности во едно. Секој сметам дека може да се пронајде во еден ваков проект, дали знае да пее, танцува или глуми, може би создава и креира реквизити, костими, сценографија. Ние всушност им дозволуваме на нашите деца креативно да се изразат во секој поглед, во секој сегмент. Значи, секој дете што ја сака уметноста, што ја сака сцената, што сака да се дружи, да учи нешто ново, е повикано да се појави на оваа аудиција, која ќе се случува во четврток. Две аудиции се случуваат во четврток и во петок. Во колку часот се? Во 18 часот. Во 18 часот. Добро, дали децата кои што доаѓаат на оваа аудиција треба да знаат кој е Аладин и дали знаат кој е Аладин? Јас се надевам дека секој знае кој е Аладин. Да си прашаме, да. Да, јас сметам дека секој го гледал и анимираниот филм. Дизни извади скоро и филм за Аладин. Да, и сега всушност тие имаат прилика сето ова да го видат на сцена и сами да го изведуваат. Одамна со Вил Смит има филм, нели, за Аладин. Од подамна има. Да. Тоа се истите песни, истата приказна, затоа што ова станува збор за лиценциран мюзикл, кој што ќе има дозвола да ги изведува на сцена оригиналните песни од Дизниевиот филм, оној истиот мюзикл во јуниор верзија што се изведува на Бродвеј. Така да е една многу уникатна прилика за децата да учествуваат во ваков проект. Ние како Сдружение Креоакси сме организатори. Постоиме од 2018 година и нашата динамика е да секоја година продуцираме по еден мюзикл. Ова е веќе шестиот што ќе го поставиме на сцена, меѓутоа оваа година Националната опера и балет ни помагаат бидејќи препознаваат еден квалитетен производ, ги отстапуваат своите простори за аудиција, понатаму и за изведба во јуни, како што кажавте, се очекува премиерата. Една раскошна премиера со многу убава музика, со многу шарени костими, со убава сценографија и убава приказна. Кога ќе ги изберете оние кои што ви се потребни и за главните споредните ликови, потоа како оди подготвувањето на мюзиклот? Вие верувам дека дозирано работите се подготвувате до јуни месец. Да, апсолутно. Значи, подготовките почнуваат уште пред аудициите. Мюзиклот е веќе преведен и препеан. Весна Малинова им прави превод на сите наши мюзикли до сега. И веќе ние материјалите ги имаме подготвено. Сега апелирам до машката популација, значи млади момчиња од 12 до 18 години. Ни требаат момчиња. Да, бидејќи претежно улогите се машки. Аладин, Джини, Добриот дух, Султанот, Разул, Јаго, тоа се машки улоги. И сакаме да најдеме талентирани момци кои ќе се пронајдат себе си во еден убав амбиент за работа, бидејќи ние веќе имаме ансамбл од 40. Јасмина, принцезата? Има девојчиња што се, има девојки што се заинтересирани, верувам дека ќе ја најдеме Јасмин. Така да малку акцент тука ставив на машката популација заради тоа. Добро дозволено. Срамежливи ли се машките? Бидејќи ова не се некои мачо улоги, ова се некои улоги кои што... нас, нели претежно машките треба да бидат силни, да тренираат некој спорт. Меѓутоа, изразувањето преку уметноста е навистина многу здраво за развој на една личност. И тука во нашиот ансамбл, како што кажав, ние веќе имаме 14 младинци, деца и младинци. Секој е пронајден
кај нас не постои булинг, не постои смејување, затоа што сите деца што се таму ја сакаат уметноста и поради тоа е една многу здрава средина за развој на детето. Придобивките се? Придобивките овие што можат да се видат, да речеме да научите правилно да пиете, бидејќи ние работиме, јас извинувам Јована, малку излегов од контекстот, значи подготовките почнуваат со преведување и препејување, кога ќе ги направиме аудициите почнуваме со изучување на песните, значи придобивките се учење на правилно дишење, правилна вокална техника, потоа имаме глумец Радо Алексовски кој работи со нив на актерска игра, имаме две девојки кои се наши членки веќе долго време кои ги работат кореографиите. Значи освен овие придобивки, вие стекнувате и други придобивки кои се помалку видливи, запознавате нови другари, го ширите своето познанство, се пронаѓате себе си можеби во некоја идна професија, потоа го разбивате тремата за сценски настап. Едноставно има многу придобивки кои самите родители најчесто ги забележуваат и за мене најголема награда е кога ќе ми кажат детето ми се смени кај тебе, ми се припороди. Движење и дружење. Едноставно, да. Движење и дружење. Буквално така. Многу од нашите членови веќе си градат и своји кариери, оние што претходно биле членови на Бродвеј јуниор. Например, еве ќе спомнам Лара Иванова која беше Бел во Убавицата и зверот, таа сега има своја солистичка кариера. Сега имаме Калина Александар, беше дебютант оваа година на Макфест. Таа си уште, мислам дека гледавте инсерти, моментално малку предмалку од неа како танцува. Таа е една од кореографките заедно со Јована Спирковска. Потоа ја имаме Магдалина Алексовска која веќе работи во Метрополитен опера, сега беше нашата госпогица Хениген во првиот мюзикл во Ени. Михаел Пеповски кој студира режија во Истанбул. Јелопис Седео Нишевич мюзикли студира на Флорида и така натаму. Значи тоа се едни професионални придобивки ако одлучите да влезете, се занимавате со нешто што го нуди ова, да речеме како лепеза, а сите останати придобивки се дружењето, добриот дух, добрината, бидејќи секоја приказна длабоко во себе носи многу убава порака. Ние ги разработуваме и на тој начин мюзиклите. Јас пред се ги учам децата да бидат добри луѓе, а потоа и добри професионалци и успешни. Наташа, ви благодариме за гостувањето ви со оваа порака. Го завршуваме и денешното издание и разговорот.